По Данила Арсовска и премиерот Ковачевски крена раце од приватните превозници. Побара да ги ослободат улиците од блокадите за да има диалог. Превозниците пак бараат гаранции за решавање на проблемот. Се до тогаш автобусите остануваат да бидат паркирани на Линденска. Ако некој ни даде гаранции, во овој случај лично премиерот, дека ќе се реши нашиот проблем, веднаш ќе ги тргнеме автобусите. И додека ВМРО ДПМН бара одговори дали бугарска фирма ќе го превземе превозот во градот Скопје, сомнежот расте и кај приватните превозници. Кон која фирма не турка градоначалничката, кога најави дека Слобода превоз и Маки експрес превоз не можат да учествуваат на овој оглас. Исто така знаеме дека преку одредени скопски градоначалници, приватно блиски со Данела, се врши притисок врз дел од нашите колеги да се пријават на огласот. Во врска со ова сакам да ви известам дека сите превозници се едногласни да не учествуваат на тој оглас. Партиите и денеска со меѓусебни препукувања. Проблемот е од СДС, тие може и да го решат, нека почнат со раскинување на договорот за набавка на гориво, а нека завршат со барање на оставка од Арсовска. Одговорноста за катастрофата што му се случува на Скопје е единствено во неспособноста на кадрите на ВМРО ДПМН. Градот молчи на прашање на Телма дали и колку приватни превозници се пријавиле на огласот и дали се точни информациите дека бугарска фирма ќе го превземе превозот во градот Скопје.